1.400.000 денари за изградба на подпорни ѕидови на најризичните места каде има свлечување на земјиште или се во опасност од распаѓање, како и обезбедување 5 тони нафта за потребите на фирмите кои се ангажирани за расчистување на речните корита. Советот на општина Виница денес едногласно ги усвои извештајот за направените штети од поплавите, како и бараната сума за санирање на дел од штетите. На денешната вонредна седница градоначалникот Емил Дончев ги информираше советниците со чекорите кои ги има преземено локалниот кризен штаб, поддршката од владата, полицијата и локалното местно население. На воредна седница на Советот на општина Виница, локалниот кризен штаб поднесе извештај за новонастанатите ситуации по повод невремето и поплавите што се случија во Источна Македонија. Советниците беа запознаени со настаните што се случува во текот на викендот и со настанатите штети во општина Виница. Сублимарното решение е дека во општина Виница нема поголеми оштетувања во делот на материјална и добра на населението, односно на куќите. Поголеми штети се направени со поплавувањето на земјоделски површини. Во текот на наредниот период утре ќе заседава повторно локалниот кризен штаб и ќе донесеме акционен план за санирање на штетите. Исто така да кажам дека на посебна точка Советот одобри средства од 1.400.000 денари и 5.000 литри нафта за санирање на настанатите штети. Според Дончев, најмногу штета од досегашните поплави имаат претрпено земјоделските површини, а проценката ќе се врши по повлекувањето на водата. Оштетените граѓани барањата за обештетување ќе може да ги поднесат во просториите на локалната самоуправа, од каде ќе се селектира кои се барањата на кои ќе може да одговори државата, а каде ќе може да интервенира и санира локалната власт. Директорот на јавното комунално претпријатие Солидарност даде детален извештај околу штетите кои ги има претрпено водоводната и канализационата мрежа во населените места, а проблеми со водата за пиење се уште имаат целата Јакимово и Пеклани, каде водата од водоводот се користи како техничка, а вода за пиење се носи во цистерни. И за жителите од село Истибање се носи вода во цистерни заради превентива. Во неколку населени места има проблеми и со канализацијата, но штетите по инфраструктурата се уште не се пресметани, истакна Спасовски. Што се однесува до водоснабдувањето на територија на општина Виница, имаме одредени села каде што водата не е за пиење. Во село Јакимово имаше краток прекин на водоснабдувањето, бидејќи Јакимово се снабдува од градот Виница, меѓутоа беше вклучен бунарот кој што се наоѓа близо на село Јакимово, така да луѓето таму кои што живеат се снабдени со чиста вода за пиење. Во село Истибања немаше некои поголеми оштетувања на водоводниот систем, меѓутоа водата од превентивни причини не е за пиење. И во село Пеклани имаше проблеми со доводниот цевковод, на едно место беше одсечен доводниот цевковод, така да по санирањето на штетите и таму водата има техничка вода, меѓутоа водата не е за пиење. За таа цел јавното претпријатие Солидарност Виница уште од утринава и испрати цистерната со чиста вода за пиење прво во село Пеклани, каде што луѓето се снабдеа со чиста вода за пиење. Моментално сега се наоѓа нашата цистерна во село Истибања, каде што луѓето имаат техничка вода, меѓутоа вода за пиење немаат, ќе се снабдат преку цистерната. И проблем има малото драка од село Калиманци, кој што се наоѓа прво под браната Калиманци, каде што нема електрична енергија и таму немаат никаква вода, ниту техничка, ниту за пиење. Ако ќе се воспостави електрична струја која ќе се добие во бунарското построение, тогаш ќе се снабдат со техничка вода, меѓутоа таа вода сега нема да биде за пиење, а ние после Истибања ќе доставиме вода за пиење со нашата цистерна и во малото драка. Останатите населени места од општина Виница немаат проблем. Мал проблем имаше само во село Лаки, кој што местното население го отстранува и таму нема да имаме проблем. Другите населени места сите редовно се снабдите со чиста вода за пиење. Градоначалникот Дончев најави подготовка на акционен план во кој приоритет ќе биде решавањето на проблемите со водата за пиење, како и на изградбата на подпорни ѕидови и заштита на домаќинствата кои би можеле да претрпат штети од поплавите.